Тетовчани деновиве на социјалните мрежи алармираат дека низ градот се движат во глутници и по десеттина бездомни куќиња. Се жалат дека не се чувствуваат безбедно и бараат надлежните да преземат мерки. За тие куќиња не се живи, право да ти кажем. Општина треба да земе мерки за тие, да му најде чаре. Овака не е добро, низ град. Ја живим у село и таму не се живи од куќињата. Ги има илјадници. Ако идеш на кај Веро, мислиш све тамо са. Ако идеш натамо, на Гоце Дилчев, мислиш све тамо са. Еве пред општина, идите ке Кипер. Ке Кипер сега има 5 сигурно легнати. Стварно не е страх. Ја идем со чадор, ама тие кај се нападна 5, 6, 50 има. Ти не можеш да се одбраниш. Па, обшто прашање за Македонија, а тето посебно, што да прави? Живиме со еден страв која проаѓаш, ај, ова е пенсион, ама не знаеш, нема верба. Ја мислим треба општа акција за Македонија, како да се реши ова прашање. Ги има секаде. Ако не е на пут, ќе биде на тротоар. Ако не е на тротоар, ќе биде во некој сокак и да не можеш да излезеш да пазариш нешто. Од општината велат дека секојдневно се носат куќиња од други населени места и дека нивни екипи, ако ги следат, не е едноставно да ги идентификуваат лицата кои ги носат. Тврдат дека договорот со Амос Шелтер за заловување 82 бездомни куќиња е испочитуван, а за понатамошни акции дополнително ќе се разговара. Тоа е еден проблем што ја опфаќа не само општината Тетово, туку сите општини во нашата држава. Е проблем што по години тече овој проблем. Ние сме во контакти со невладините организации. Имавме еден ваков договор со невладината организација Амос. Таа ги направише своите работи и стигнавме до некаде, но не постигнавме целосно овој проблем да ја чистиме. Сега сме во институциите што во државно ниво, сме во контакт со нив и овие денови ќе излегуваме со соопштение и со конкретни чекори што ќе ги преземаме. Согласно новиот правилник за одштета во општина Тетово, во процедура се 28 пријави за каснување од бездомни куќиња од почетокот на годинава.